Продолжуваме понатаму со емисијава, почитувани гледачи. Мој гост на програмата на ТВ каналот ВИС е Никола Сарајлија, мој стар добар пријател, човек кој го познавам, може би, има 40 години. Нели? Да, кога бевме млади, добри другари. Така, добро. А сега стари Никола добри пријатели. Сарајлија, познат и признат поет од Струмица, но и познат и признат поет во Дашова земја. Повод за овој наш разговор е неговата најнова книга. Најпрвен добре дојде во емисијава и честитки за новото твое роденче, петороденче, така ли? Да, да. Честитки за книгата и добре дојде. Добре ве најдов. Поздрав до екипата на ТВ каналот ВИС, посебно за тебе, мој драг колега, Така. и до гледачите на вашата ценета телевизија. И чест ми е што сум овде еве по овој убав повод, пета би рекол јубилејна книга на некој начин, Така. сите слават јубилеи на години, одраѓање славиш? творештво, јас се славам јубилеј на творештвото, на продуктот. Така, супер. Книгата носи наслов Симфонија од бој. Убав наслов. Станува збор за книга на хаику поезија, така? Да. Ајде збор за оваа песна. Зошто Симфонија од бој? Симфонија од бој се работи пред се, ете да се вратам малку назад, хаикуто меѓу 5 елементи кои треба да ги содржат да биде хаику, тоа треба да бидат песни пред се за природата, да има внатре употребено сезонски збор, што и не мора баш секојаш да бидат за природата, ама тоа е главната дефиниција. Значи... Станува збор за тристишие, да им објасниме на оние кои не знаат што... Да, тристишие. Така. Така да, зошто Симфонија од бој? Па, кога ги имаме сите годишни времења, така се и циклусите, тука 4 циклуса, еден за пролетта, летото, есента и зимата, значи тоа е една симфонија од бои и насловите на циклусите ги содржат токму основните бои, од кои настануваат сите други бои и нијанси. Така. 4 годишни времења, 4 бои се застапени овде, нели? Да, 5 бои. 5? Добро. Да, неутралните бои воедно, белата и црната, знаеш. Во ред. Да. Кои бои се застапени? Сината како сино небо, нели? Да, сината како сино небо, жолтата како жолто сонце, црвената како црвена месечина и белата и црната како бела ноќ. Супер, супер. Ова не е твоја прва книга на хаику поезија и претходните беа хаику, така? Да. Првата, не можем да кажем дека беше класично хаику, но во духот на хаику, тристишие, без она класична форма, со бројот на слогови. Бројот на слогови 5-7-5, ама беа тристишие. И предпоследната беа хаибуни, и тоа е јапонска форма, но не поезија, тоа е проза, или песни во проза, но сепак на крајот завршува со хаику. Значи и петте се во духот на овој жар. Така. Од далекиот исток. Добро. Бидејќи те знам одамна, ме интересира кога почна да се преориентираш на хаику поезијата? Кога почна да биде тоа твој интерес? Види, не дека сум преориентиран, фактички, од мал вежбав карате, се запознав со овие далекоисточната традиција, култура. Одамна ми е тоа познато, ама не пишував хаику. Кога конкретно ова, првата книга кога ја создавав, излезе на 92-та, веќе значи знаев за хаику, но не ја направив во класично хаику, туку, како што реков, во духот на хаику тристиша. Веќе следната Скала од вода е класично хаику со она форма 5-7-5. Тоа беше 2007 година и не би рекол дека сум преориентиран. Пишувам во меѓувреме и друга поезија, дури в последниве години имам 2-3 награди за класична поезија, ама ќе дојде да мислам кога и тие ќе бидат обелоденети. Супер. Добро, само да се подсетиме. Значи, 1992 година излезе од печат првата книга на Никола Сарајлија, Промени и спомени. 2007 година Скала од вода. 2009 година, значи 2 години подоцна, Меги на сонот. 2014 година Продавач на илузии,
која влече инспирации од Виена, од Австрија, Виена. така. И еве последната 2019 година симфонија од Бој. Од 92 до 2019 година поминаа многу години. Многу или малку се 5 книги? Или доволно? Па, може да напишеш само една, ама вредна. Така е, се Не е согласувам. битен, не е важен бројот, важно е што имаш да понудиш. Така. Сега може некој ќе каже хаику кратка форма, овие мали книжки, за споредба меѓу класичната поезија и хаику. Може да направим една споредба, нели? Така е. Која е разликата? Тука би ги поврзал хаику кој доаѓа од далеки од исток од Японија со вештината карате. Таиджи Казе, оние што тренирале карате го знаат, 10-ти дан беше карате мајстор и он во една прилика на еден семинар кажува: карате воопшто не е интересно. Исто како хаику може би. Така, Боксот е многу интересен. Едниот замавне, другиот ескивира, другиот замавне, го погоди, ама ништо, ама интересно за гледање, атрактивно. Така. А во карате вели еден удар, Така. решено е се. Така. Добро, она што треба да го знаат гледачите, дека ова книга, ова твоја 5-та јубилејна книга, официјално ќе биде промовирана во петок на 6 декември, со почеток во 18 часот во Националниот установен центар за култура Антон Панов. Куќата во која работи Никола Сарајлија, претпоставувам не беше тешко да се договориш дека ќе бидеш и гостин и домаќин во исто време. Па ви, до сега книгите, првата ми е во Скопје во магазин издадена, втората Макавеј, последните две Феникс исто во Скопје. Па сега кога сум веќе тука, велам ајде зошто да не биде мојата матична куќа издавач. Каде што исто така до сега кажи речи ја водев ова дејност. Така. Ајде малку за рецензентот и промоторот на оваа книга. Обично ги менуваш рецензентите, промоторите. Овој пат е една прекрасна дама, една поетеса, станува збор за Марина Мијаковска. Да. Доктор Марина Мијаковска, работи во НУП во Скопје. Млада, ама доста талентирана и успешна. Има доста награди добиено. Ева сега последната награда од Друштво на писатели за женски ракопис, Даница Ручигај наградата. Така да... Тоа е поетесата која загина во земјотресот во Скопје, 63-та, така? Чест ми е што ќе ми биде промотор, можем да кажем. Добро, ги покануваме сите љубители на поезијата, на литературата воопшто, на хаику поезијата посебно, да повелат, значи, во петок на промоцијата на оваа твоја книга. И да додадам, така? Модератор ќе ми бидеш, ти колега. Добро, Никола ми се јави уште пред 10 дена и никако не можам да го одбијам, бидејќи, еве, по традиција. Веќе реков, давнешни пријатели сме... Рецензентите ги менувам, ама модераторите никако. Така е, добро. Ајде малку за... воопшто за твојата поезија и за мотивските определби во твојата поезија. Зашто најчесто пишуваш? Се извинувам. Да. Најчесто пишувам лирика. Значи, и хаикото е фактички лирска поезија. Лирика, дали може да биде тоа за природата, дали филозофска, дали љубовна. Ето, како деца тоа го пишувавме и подоцна. Така е. Да. Значи, но приемчива е твојата поезија, убава е за читање, влегува веднаш во сетилата, во тие нешта кои се потребни за да ја примиш поезијата. Од секогаш ми се допагало како пишува Никола Сарајлија и останува свој на своето веќе долги години. Инаку, почитувани гледачи, јас и Никола Сарајлија се запознавме уште во гимназиските клуби, тоа е повозрасен од мене, меѓутоа заедно пишувавме во тогашниот алманах на гимназијата Јане Сандански
И тоа пријателство продолжи и низ годините се до ден денеска, но се сеќавам на еден историски настан, ако може така да се каже во литературата, а тоа е една негова промоција на првата книга Промени и спомени, која се случи година дена после официјалната промоција овде, нели? Да. Се случи промоција во Сандански во Република Бугарија. И чинам дека тоа е првата промоција на еден македонски автор на книга напишана на македонски јазик во Бугарија. Така ли е? Тоа беше 1993 година. Значи пред 26 години. Уште немаше воспоставено официјални културни врски, ми се чини тогаш. Така, Република Бугарија и Македонија Македонија. со Бугарија. И тоа беше организирано во Сандански, во оној австрискиот хотел. И беше навистина прекрасна промоција. Бугарите знаат да организираат убави промоции, убави такви културни настани. И самата промоција предизвика голем интерес кај љубителите на литературата. Дури имаше и луѓе надвор од салата што сака да влезат. Да. Апсолутно се согласувам. И се сеќам дека тогаш јас бев промоторот на таа книга и беше тоа остана како убав спомен. Значи се чувствуваш горд на тој историски чин, нели? Да, Претпоставувам. секако. Оти потоа се случуваат такви промоции, меѓутоа преведене на бугарски јазик беше поезијата, не на македонска книга, нели? Да. А мојата беше на македонски јазик. Тоа сакам да кажам. Добро, пишуваш поезија интензивно или од време на време? Мислам, како ги ускладуваш работите со обврските што ги имаш во Националната установа Центар за култура Антон Панов и пишувањето? Кога со нешто се занимаваш одамна, многу одамна, значи тоа ти е начин на живот. Го чувствуваш светот околу себе можеби поетски, но не секогаш имаш време, значи не ми е можеби порано кога бевме помали или помлади да кажам, седнеш ноќе или било каде да запишеш што ти дошло на ум, а сега минува доста низ главата и низ срцето, низ душата, ама седнеш кога најдеш можност, кога имаш време. Значи, не сум скрибоманијак по пишување, да мора се што ми дојде во умот да го напишам. Така. Добро, се најдели Никола Сарайлија сами од себе во националната, тоа е надвор од поезијата, во Националната установа Центар за култура, работиш во храмот на култура, тоа е убаво место. Како се чувствуваш таму? Секако работам како драматург во Националната установа Центар за култура Антон Панов, да. Макар што во меѓувреме покриевме повеќе работни места што беа упразнети, сега се пополнува. Се пополнето, така да можеме да си ја вршиме само нашата примарна основна работа. Ете, како што реков, дури и од љубов, бидејќи 10 години се занимавав и со тоа, нели, приватно, имав новинско-издавачка дејност. Никола Сарайлија беше и во новинарството, беше вработен во Радио Струмица, како новинар. Имав и своја фирма. И така да ова издаваштвото со љубов исто таму го пополнував. Така. Инаку, за повозрастните, ќе кажеме дека покрај Радио Струмица, Никола работеше и на весникот Струмица денес, така? Кој своевремено излегуваше, сега одамна го нема, 10 години. Да, и само да појаснаме некои во почетокот, можеби и сега уште мислат, порталот Струмица денес нема никаква врска со весникот и со основачите на весникот Струмица денес, само името е исто. Така. Што понатаму, Николо? Што понатаму? Пред оваа книга, нели, имав една за Виена, кога повеќе престојав во Виена. Сега тука е некаде, Сега почесто престојам во Салцбург. Спремав една книга за Салцбург. Ова не беше во план, случајно излезе вака на една промоција, слушајќи нешто за природата, за годишните време и се сетив, чекај, јас имам материјал за уште една книга со хаику и навистина сум имал. И така да ова за Салцбург ќе почека? Останува во чекање, макар што половината е готова, да. Така. Добро, Никола, јас ти благодарам за овој куст разговор, ти честитам за книгата, ти посакувам успех на промоцијата во петок и ево уште еднаш да кажеме
за сите љубители на литературата дека промоцијата ќе се одржи во петок во малата сала на Националната установа Центар за култура Антон Панов со почеток во 18 часот. Дојдете. Благодарам, колега. Еви и јас да ги поканам вашите гледачи, Така. кои се заинтересирани и кои милуваат, нека повелат да не видат мене, тебе, да подружиме таму. Видат Јулија Милкова. Јулија Милкова да ќе чита. она таа Така. ќе рецитира, односно ќе чита. Така, супер. Ке биде интересно во секој случај. Ти благодарам уште еднаш. Почитувани гледачи, одиме понатаму со неделното попладне со еден дел од славеничкиот концерт на познатиот македонски пеач Перо Христов, иструмички пеач се разбира. Станува збор за јубилејниот негов концерт кој се случи во Националната установа Центар за култура Антон Панов, а по повод јубилејот 50 години на естрадата.